Прво изградениот објект е објектот кој што се наоѓа кај гимназијата Гоце Делчев и второ изграден објект е, ќе ви исправам, објектот кај Зелениот пазар. Значи, порано така били давани бројките, тоа е клон 1 е кај гимназијата, клон 2 е кај Зелениот пазар. Тоа се наши први изградени објекти и во тек изготовка на планови за реконструкција. Во соработка со Кманова план, со кој што склучивме пред некое време договор за соработка, во изготвување ни се планови за реконструкција. Кога ќе бидат изготвени тие планови, ние се надеваме дека ќе идеме на разбирање од општината, министерството, владата и останатите засегнати страни. Тоа се проекти со кои што ние ќе можеме да аплицираме секаде онаму каде што ќе има јавни повици од тој тип. Иако е релативно нов објектот кој што се наоѓа во населба Гоце Делчев, се наоѓа на такво подрачје и во тек изготовка на проектна документација за потпорни ѕидови. Значи, тоа е основата која што мора да ја запазиме за да одиме се понатаму, што и да биде направено, како и да биде направено, прво и основно што мора да биде решено од тој аспект. Значи, мора ќе се направат и технички проверки на земјиштето, геотехнички испитувања ќе се извршат за да може да ја добиеме документацијата онака каква што е потребна за да се изготват планови за тие потпорни ѕидови, а потоа ќе одиме и со правење на потпорни зүидови. Значи, зголемување на капацитетите, она што ние го имаме во овие изградени објекти, уште во изминативе години е буквално искористено се. Секој простор кој што го имал во градините. Меѓутоа, јас како директор најдов едно решение кое што можеби нема да оди толку брзо, но е релативно побрзо од она што се однесува на градење на нови објекти. А тоа се користење на постоечките маркици за градба кои што ги имаме на постоечките објекти. И секаде онаму каде што најдовме простор во маркицата која што е изградена објект, а дозволува доградба, тоа ќе биде искористено и употребено. Сега тука постојат неколку алтернативи, каква би била таа, дали тоа би било цврста градба, дали тоа би биле монтажни, како што, тоа ќе одиме се во интерес на децата, оно што е најбезбедно и оно што е најсоодветно за згрижување на децата. Сите простори, како што кажав, беа искористени во сите изминати години, секој простор што можеше да се искористи во таа цел беше искористен. Сега ние како нешто што ни остана, например, некој дел од простори, затоа што работиме на инклузија на деца со атипичен развој, тоа се деца кои што се згрижени секојдневно во нашите објекти, барат посебна грижа и посебно внимание. Неколку простори кои што ги имаме во два објекта, моментално за во два објекта зборувам, ќе ги искористиме и ќе направиме сетилни соби. Во план сме да реализираме набавка на играчки, дидактички средства и опрема за овој тип на простори.